Поминаа безмалку 19 години откако Македонија последен пат го преброи населението. Пописот, милуваат да кажат особено политичарите, е само статистичка операција. Но во земјава, тој никогаш не може да биде само тоа. Причината е што некои особености на граѓаните како мајчиниот јазик и етничката припадност се основа за добивање или губење одредени групни права на државно, но и на локално ниво, како за употреба на јазикот, символите или правишна застапеност при вработувањето во јавниот сектор. Но на предстојниот попис во посебни категории ќе се попише и резидентното и нерезидентното население. Низ хипотетички пример, дилемата што се наметнува е: ако една етничка група изнесува 5% од населението во земјата, а истовремено е 15% ако се земат во предвид и иселените лица, тогаш која бројка е референтна за она што се нарекува соодветна застапеност во институциите? 5% или 15%? Според Законот за попис и методологијата, под резидентно население се подразбираат граѓаните кои живеат во Македонија или се во странство најмногу до 1 година. Нерезиденти се лицата кои имаат македонско државјанство, но се во странство подолго од 1 година. Но, на која од овие две листи мисли Уставот кога гарантира права врз основа на процентуалната застапеност? Доцентот по уставно право на правниот факултет Јустинијан I, Денис Прешова, вели дека во Уставот на различни места на различен начин се дефинира референтната точка. Во однос на правичната и соодветната застапеност, таа не е директно детерминирана од процентот на учество во вкупното население. Во однос на правото на употреба на јазикот на национално ниво како релевантно се смета учеството од 20% од граѓаните, односно вкупниот број државјани. Од друга страна, за правото на употреба на јазикот на локално ниво, како и за правото на употреба на знамињата, 20% односно 50%, се утврдуваат од граѓаните кои живеат во единицата на локалната самоуправа и тука податоците за бројот на жители во одредена општина се значајни. Според Прешова, податоците од пописот може да бидат релевантни само до одредена мера кога се зборува за процентуално гарантираните права во Уставот. Но, тие не треба да бидат пресудни за нивно уживање. Во суштина, меѓународните стандарди во одредувањето на правата на малцинствата, односно етничките заедници, говорат за значителна застапеност. Кај нас таа се дефинира како учество или застапеност од 20% и не значи дека не може да биде предмет на промена и таа одлука ќе биде политичка. Идејата дека одредени права ќе бидат ускратувани во зависност од процентуалното учество е дефинитивно опасна. Штом Уставот и законите кога регулираат дел од групните права мислат на сите граѓани, а не само на оние што се во земјата, тогаш логичниот заклучок е дека со пописот треба да се пребројат сите државјани, а не само жителите. Но Државниот завод за статистика вела дека немаат илузии дека ќе можат да ги попишат сите државјани. Ние би сакале да ги офатиме сите, меѓутоа не гајеме илузии дека ќе успееме, бидејќи добар дел од поприличен број на луѓе се иселени од државата, односно се наоѓаат надвор државата, да не го користат зборот се иселени, се времено или трајно отсутни од државата, а се државјани. Меѓутоа не ја знаеме оваа бројка. А колку ќе офатиме нив не знаеме. Ќе се трудиме, се обидуваме да ја офатиме што е можно повеќе. Директорот Цимовски со право додава дека не е на Заводот за статистика да коментира која бројка ќе биде земена како референтна кога се во прашање групните права. Зошто тогаш се прави попис на кој има графа за етничка припадност и мајчин јазик, наместо за тој дел само да се пребројат државјаните? Одговорот е, бидејќи во државјанството не се впишува информација за мајчиниот јазик или за етничката припадност. Токму за да мотивира што повеќе државјани да се попишат сами, вели Симовски, ја дали изјавата дека етничката припадност и мајчиниот јазик на пописот ќе можат да се декларираат само лично, а не и во име на друг член на семејството. Да, имавме некој несогласување, веројатно и погрешни изјави, пред се од моја страна. Жал ми е и се извинувам што доведов јавноста во некоја заблуда. Законот пишува многу добро. Значи, членот 8 тоа го дефинира, таму вика дека може да даде податоци, не специфицира кој, така да мораме да го почитуваме законот од тој дел. Добро, со оглед на тоа дека конечните бројки од пописот сепак ќе зависат на политиката, во смисла на уставните категории и очекувањата на политичките партии, која е вашата генерална порака пред се до граѓаните, не до политичарите? Имам една единствена порака. Земете учество во пописот, бидејќи овој попис е за граѓаните. Податоците се во интерес исклучиво на граѓаните на оваа држава и на никој друг.
Бидејќи не е работа на Заводот за статистика да ги толкува уставот и законите, прашањето кое население ќе биде референтно во однос на колективните права го поставивме на власта. Во Министерството за правда немаат дилеми. Првиот човек на тој ресор, кадар на СДСМ Бојан Маричик, вели референтното население се сите државјани. Уставот се вели дека граѓаните кои што зборуваат најмалку 20% јазик различен од македонскиот, ги уживаат овие права и може да ги користат овие права кои ги спомнавте. Кога се вели граѓаните, тоа секако се мисли на државјаните. Преку практично, иако хипотетичко прашање, доколку одредена јазична или етничка група во земјава е присутна меѓу резидентното население како 5%, а меѓу вкупното население, значи оние што се надвор од земјата е 15%, тогаш кој процент ќе биде земан како репер за правишна застапеност на таа заедница во придржавните вработувања? Мислам дека го одговорив тоа прашање, значи секогаш се цени вкупниот број на државјаните, така што ќе биде 15%, иако само 5% е присутна, да кажеме, така. Секако, затоа што нашиот устав укажува на тоа дека ги дава правата на граѓаните, а тоа се сите државјани, така што не можеме да читаме поинаку, бидејќи се друго би било проблематично. Маричик додава дека по ист модел се искористени податоците од пописот во 2002 година. Фактот што пописот не може да ги попише сите државјани, за Маричик треба да биде поттик да се попишат сите, и овде, и од странство. Мислам дека е фер сите да се попишат, и затоа е формулирано како законска обврска, а не како желба или определба кој сака да се попише. Затоа и ќе се прави интензивна кампања, ќе има можност диаспората, значи нашите луѓе кои што се иселиле, нашите државјани кои што се иселиле во странство, ќе имаат можност од еден месец, во текот на месец март, да се регистрираат самите, како што вадат документи низ амбасадите и бараат изводи, бараат документи што ги врзуваат со Република Северна Македонија. Убеден сум дека ќе го согледаат интересот како државјани на нашата земја да се попишат и да учествуваат во оваа операција. Истите прашања што ги упативме до министерот Маричик ги упативме до првиот човек на Министерството за политички системи кадар на ДУИ, Артан Груби. Од него не добивме одговор. Каков и да одговорот, тоа не би го сменило заклучокот дека престојниот попис не е за пребројување само на населението во земјата, туку и надвор од неа. Така, од диаспората ќе зависи конечната лингвистичко-етничка карта на земјата. Параметрите од до се надзираат од актуелните бројки на Заводот за статистика кои се однесуваат на Македонија. Од вкупно 20.446 починати во 2019 година, 74,4% се македонци, 16,8% албанци, а 8,8% се од другите етнички заедници, што грубо го представува соодносот меѓу етничките заедници кај повозрасната популација. Истата година во земјава се родиле 19.841 дете, чија мајка во 50,6% од случаите била македонка, во 35,5% била албанка, а во 13,9% од случаите била припадничка на друга етничка заедница. Овие бројки се слика за соодносот меѓу најмладата популација.